САД ќе ја чешла корупцијата што ја направиле македонските функционери. Тим за санкции од Вашингтон во Македонија ќе врши поагресивен увид на поранешните и сегашните корумпирани политичари. Американската амбасадорка во земјава Анџела Агелер преку твит даде тешка задача на македонското правосудство да покажат дека никој не е над законот. Тимот за санкции од Вашингтон е овде заради поагресивен поглед на минатите и сегашните корумпирани актери и да ги разгледа сите можни одговори. На правосудниот сектор во Македонија му требаат повеќе истраги и гонење за да се покаже дека никој не е над законот. Тимот за санкции доаѓа неколку дена откако Габриел Ескобар, заменик помошник на државниот секретар на САД, најави дека Соединетите американски држави ќе воведат дополнителни санкции за корумпираните официјални лица од Балканот, со што ќе се тргнат од одговорните позиции. Дека корупцијата е еден од главните фактори што ја кочи Македонија на патот кон Брисел, Агелер порача и пред 2 дена по средбата со премиерот во владата, кога пак тој се согласи со се што беше кажано, ама рече дека не било негова вина. Дека корупцијата во Македонија е она што го забавува напредокот во државата, порака добивме и од Германија. Според германската амбасадорка Анке Холштајн, корупција има насекаде. Луѓето треба да престанат да даваат пари под рака, например на лекар за да добијат подобра услуга или подарок на наставничката за подобра оценка во школа. Во зависност од тоа колку брзо Северна Македонија ќе прави напредок на својот пат кон ЕУ, зависи од тоа колку брзо ќе се спроведат реформите, а се разбира еден од главните нешта тоа е сузбивањето на корупцијата. Справувањето со корупцијата е во срцето на скрининг процесот. Директна порака пред една недела добивме и од евроамбасадорот Девид Гир. Одговарајќи на новинарско прашање за случајот Онишченко, порача дека не само за овој случај, туку воопшто потребно е да се покаже професионалност на институциите. Стотуку ги отворивме пристапните преговори, а во срцето на тие преговори е да се справиме, пред се со законот, но и со корупцијата да ја спречиме. И секако нешто што е од најкруцијално значење кога зборуваме за овие реформи е и владата и опозицијата заедно да работат за да ја спроведат европската агенда. Секоја институција, ако види дека некој извршил кривично дело, треба да го доведе лицето до правда, треба да биде независно и треба да биде професионално во тој процес. Иако добиваме шлаканици од сите страни, премиерот смета дека владата преземала конкретни мерки, а за него очигледно најважно од се е уставните измени кои ќе не седнеле на големата маса во Брисел.